Последните години често го слушаме и употребуваме терминот квир. Квир, млади квир, општество, квир, бунт. Но што точно значи терминот квир и кои луѓе ги опфаќа? Јас сум Джейлан Велива, денеска зборуваме со Коста Барсов. Здраво, Коста, како си? Здраво, супер, фала на поканата. Кажи ни што значува по-детално терминот квир и кој се може да се дефинира како припадник на квир заедницата. Да, добро е да се почне од дефиницијата на зборот, бидејќи многу луѓе мислам дека имаат или се збунети околу точното значење на квирот и кој може да припаѓа. И многу луѓе мислат дека е единствено синоним за ознаката ЛГБТ+, дека сите што се ЛГБТ+, се исто така квир и дека може да се користат тие два збори наизменично, тие термини наизменично. Но тоа не е баш така, иако многу често се користат како така и многу невладини организации ги користат така, многу активисти ги користат така, но квирот е малце по-специфичен термин, тој ствари е англицизам за queer, или од англискиот јазик, и означува нешто чудно, ексцентрично, невообичаено. И всушност нема некоја конкретна цврста дефиниција, туку е дефиниран од релативност, од позиционалност. Така што се што е надвор од општествените норми, се што е тоа чудното, невообичаеното, ненормативното, тоа спаѓа во квирот. И оригинално терминот е дерогативен термин кој се користи за ЛГБТ+ луѓето во главно. И нели дека тие се чудаци, изроди вамо таму. И од 80-тите и може и порано така се користи тој збор, но од тогаш навака многу квир луѓе го имаат приспособено тој термин и заедницата го има приспособено за да го користи самата себе, нели да се опишува со тој термин. Прво, една од причините за тоа е, може да ја видиме и кај нас на локален контекст. Например, геј мажите кај нас многу често се нарекуваат педери самите себе. Да. Тоа е еден начин така на одбранбено користење на такви дерогативни термини, дека јас го користам тој термин за себе си, ништо не ми значи ти ако ме наречеш педер, например, нешто така. Но мислам дека втората причина зашто овој термин е толку интересен и толку важен е таа позиционалност, дека дефиницијата на терминот е динамична, за разлика од ознаката ЛГБТ+, која е многу цврсто дефинирана. Нели сакаш некој од другиот пол, сакаш повеќе луѓе од другиот пол, родот не е ист со тој што ти е назначен при раѓање. Меѓутоа квирот е еден термин кој ги покрива сите тие можни, например, некој сака некој што не треба, некој се облекува како што не треба, има различен пол од тој што му е назначен на раѓање, различен начин на сакање. Тоа се квирот како термин ги обкружува сите тие појави. И исто така е многу силен термин, бидејќи го потенцира јазот помеѓу нормалното, нормативното и тоа што е надвор од нормативното, значи општествените норми и тоа што е надвор од општествените норми, и потенцира дека квир заедницата е уствари надвор од општествените норми и затоа е многу често маргинализирана. Мислам дека затоа толку многу луѓе почнува да го користат тој термин, ама и важно е да се знае вистинското значење, дека не е синоним со ознаката ЛГБТ+, и е уствари многу посилен како термин, бидејќи позади зборот квир е сето тоа маргинализирање, опресија, репресија, и уствари самиот термин го критикува тоа системско угнетување на одредена заедница луѓе. Исто така е многу поопширен и мислам дека многу поголема моќ има за обединување на заедницата, бидејќи не само што ги опфаќа ЛГБТ+ луѓето, туку и некој што е хетеросексуалец може да се идентификува со терминот квир, например, ако не ги практикува општествените норми за како треба да изгледа една хетеросексуална врска, например, практикува полиаморија, например, не практикува моногамија, тоа исто така може да се нарече квир љубов. Да, значи кажуваш дека
терминот квир не нужно се поврзува со сексуалноста, како што и многумина го перцепират. Да, може со многу поразлични појави да се поврзе, поврзани со љубовта или родот, тие работи. Добро, значи и квир луѓето, како и другите луѓе, имат потреба од социализација, па дали кај нас, во Скопје или воопшто во државата, постојат доволно места каде што може да се социализираат и колку системските политики влијаат врз тие, да кажам, простори? Под моје искуство, мислам дека последните години има многу повеќе така простори каде што квир луѓето може да се социализираат. И тоа е добро, мислам, секако дека е добро, бидејќи особено квир младите можат да најдат луѓе слични како себе си, да се пронајдат себе си, да го истражуваат нивниот квир идентитет. И меѓутоа истовремено сите тие простори се обично, мислам, огромен дел од тие простори се комерцијални простори, што значи дека се базирани на консумеристичка основа. Да, вредностите, така што значи општествени се негуваат во тие. Да. Системските вредности се уште таму. И луѓето доаѓаат таму за да исполнат некоја нивна потреба. Например, одат и им се тие што го негуваат просторот им услужуваат, например, дали е некој бар, дали е нешто друго, дали е некој центар каде што се нуди помош. Има и многу сега да се јавиш на телефон или да ти понудат помош. Ама сите тие се на база на ми треба нешто, ти ќе ми го дадеш и завршува. Не партиципира самиот човек, сакаш да кажеш во одржувањето. Да, интеракцијата меѓу просторот и човекот завршува на тоа. Исполнета е некоја потреба и завршува таму. И мислам дека е многу поважно да се потенцира важноста на простори како социјален центар Дуња, например, што се така социјални центри што се некомерцијални, неконсумеристички, каде што се очекува од, да речеме, некој квир младеж или девојка, да учествуваат во одржувањето на просторот или, например, одат во Дуња или било кој некој друг простор, што е на таква база основан, и се социализираат, уживаат таму, ама на крај на денот се очекува дека и тие ќе понудат нешто назад за просторот и така се гради некоја колективна свест и мислам дека на тој начин заедницата е многу потврста и мислам дека таков простор како кај нас, освен социјален центар Дуња, не постои и затоа мислам дека многу квир луѓе и тука се собираат поради тоа. Например, 2 години веќе го одржуваме квир бунт настанот и има можеби еден од најпосетените настани во тие 2 години. И мислам дека токму заради не консумеристичкиот пристап кон организирањето на просторот, се формира некоја потврста заедница, што не е, например, дури просторот да се загрозен на некој начин, има луѓе кои што имаат вистинска врска со просторот и ќе го почувствуваат тоа како напад врз нив самите и ќе дојдат да помогнат, ќе го одржуваат просторот, ќе го одбранат ако треба. Мислам дека има недостиг на такви простори кај нас и општо низ светот. Така што мислам дека е важно такви простори повеќе да се создаваат кај нас и да се одржуваат, за да има некоја вистинска социализација која е навистина квир, дека нели кажавме дека квирот е спротивставен кон системот, дека е на некоја позиционалност надвор од општествените норми. Така што и социализирањето треба да се приспособи кон тоа, да биде навистина квира, не само консумеристичко. Да, апсолутно. Добро спомена квир бунт. Што значи квир бунт и дали се случува кај нас, освен како настан, што се случува во Дуња? Како квир луѓето го изразуваат бунтот? Па да, мислам дека за мене, например, квир бунтот или отпорот значи е истовремено деструктивен и имагинативен. Деструктивен бидејќи е во спротивставеност со системските вредности, бидејќи од системот е исфрлен самиот квир, така што се бори за создавање на нешто ново и на уништување на тоа што е старото. Например, на тие патриархални вредности или капиталистички вредности,
кои го угнетуваат квирот и не само квирот, туку и сите нели маргинализирани заедници. Така што на една страна е деструктивен, а на друга страна е имагинативен, бидејќи гледа да се создаде нешто ново, нешто различно. Така што јас на тој начин го гледам квир отпорот, дека нели поривот за уништување исто така имагинативен, креативен порив, тоа го вика нели Бакунин. Истовремено мислам дека квир отпорот може би е не дека е поразличен од други отпори, но за мене многу важен дел од квир отпорот е да се биде постојано насочен критички, бидејќи да се критикува нели се што постои, бидејќи самата дефиниција на терминот квир е менлива. Не е многу постојана. марксистички ти е ставот. Да, па дека Критика на се и на секој. да, дека па токму така, нели Маркс го кажува тоа, дека дефиницијата на и позицијата на квирот е менлива, бидејќи таа зависи од општествените норми. Така што мораме постојано да бидеме свесни за какви се тие општествени норми, во какво општество живееме, за да можеме да го критикуваме и да бидеме свесни дали ние учествуваме во репродуцирањето на некои од тие норми. Мора да бидеме предпазливи, нели, да не нашата заедница да не стане угнетувач, да речеме на некој начин, на некој одредена помала заедница. Да, и да го репродуцира и самиот систем што нив ги угнетува, нели? Да, токму така. Дали кај нас, нели исто така праша, дали кај нас се случува тој квир отпор? Мислам дека на многу мало ниво. Слично како и останатите нели антисистемски отпори кај нас, се соочува со многу препреки, дали со консумеризмот, апатијата, национализмот, особено последно време. Мислам дека се соочува со многу од истите препреки, бидејќи ги има многу од истите нели амбиции. Така да тешко е да се биде оптимистичен од еден поглед, дека постојано гледаме дека луѓето се апатични и не сакаат да партиципираат во промената која што ја барат. Да. Но истовремено еве настани како квир бунд што спомнав претходно и разни други социјални настани што се одржуваат, особено еве ние што организираме во Дунја. Мислам дека се прилика за оптимизам, дека ако луѓето се вложат на вистина, има дефинитивно шанса за некоја поголема промена или да излезе некоја поголема иницијатива од тој труд. Така што мислам дека ако луѓето се вложат, дефинитивно е можно да се изгради некој по-суштински отпор кон системот. Да, нормално. Организираноста е најбитна, или? Добро спомена промени, па сега секоја промена носи политичка промена. И од тука дали квир луѓето или квир заедницата, да речам, е политички активна? И зашто треба да се бори таа кога би била активна? Па да, мислам, би рекол дека за разлика од други слоеви на општеството, квир заедницата е особено политички активна. Не секогаш на добар начин. Кај нас, например, би рекол дека почесто на полош начин отколку што на подобар, дека многу квир или ЛГБТ+ луѓе се мислат дека се борат за нивните права, нели? И мислам и права како концепт, тоа е доста проблематичен концепт. Меѓутоа мислат дека се борат, нели, за доброто на квир заедницата, меѓутоа и они запаѓаат во репродуцирање на системот, нели. Има многу такви невладини организации кои што од една страна пружаат помош кон квир млади и квир луѓе и тоа е, нели, без сомнение добро нешто, но истовремено не представуваат некој вистински отпор кон системските вредности, него проблематизираат системот доволно или воопшто.
Па учествуваат во репродуцирањето Да. во суштина. Да. Но од друга страна има и многу, би рекол, повеќе помлади луѓе, помлади квир луѓе кои што се навистина и заинтересирани во политичката состојба кај нас и низ целиот свет. И се прилично активни и со, така да речеме, идеолошки промислени позиции, нели, кон зошто системот треба да се проблематизира и така натаму. И мислам дека во моје искуство секогаш, да речеме, се организира протест, се организира некоја акција, некоја иницијатива се создава. Во собата секогаш има некој што е квир, некогаш е и предоминантната социјална група во собата. Но сепак мислам дека треба да се работи на создавање повеќе желба за отпор кај квир заедницата и дека нема доволно организиран отпор, нели, против системот. Ама тоа мислам дека е проблем и на целото левичарско движење кај нас. Така што може би едното од истото. Како што рече ти, треба поголема организираност, поголема волја за да се создадат некои вистински политички промени. Да, каде се спојува квирот со левичарството? Да ги спомена. Дали работник, угнетен работник, спаѓа во квир заедницата? Па може да спаѓа, зошто да не, да. Мислам дека квир заедницата и работничката класа имаат многу заедничко, бидејќи мислам не се сосема совпаѓаат, но имаат многу заеднички амбиции и многу заеднички искуства од угнетување до маргинализирање или исфрлање од тоа учтиво општество, дека не припаѓаат секаде каде што ќе одат. Тоа мислам дека е заедничко искуство и затоа мислам дека има голема можност за создавање некое така големо квир работничко движење, што би можело да издействува некои промени во нашето општество. И мислам дека мора да се размислува и на двете полиња, нели, кога се размислува за политички промени во нашето општество, и на квир заедницата и на работничката класа. Мислам и многу квир луѓе се дел од работничката класа, да. А дали е возможна промената да се случи во капиталистичкиот систем? Дали капитализмот дозволува такви промени? Или мора да се избориме за системски промени, па потоа да се случи ова што го зборуваме? Тоа е и голема дебата во квир заедницата. Не во квир заедницата, туку во таа поширока ЛГБТ+ заедница која има, нели, по конкретна дефиниција. Дали да се издействува против системот, нели, активно да се бориме против системот, да ја напаѓаш владата, или пак да се асимилираме. Тоа се двете, нели, позиции кои ја делат нашата заедница. Сега јас мислам дека асимилацијата не е опција, бидејќи со асимилацијата го губиш својот идентитет. И мора да се назначи дека асимилација не е можност за секој. Може би, еве, например, за мене, како маж што е, иако сум квир, би можел да се асимилирам, можем да живеам прилично нормално во општеството, но тоа не е вистина за многу други луѓе. Така што асимилирање значи дека јас морам да ги исфрлам некои другари од мојата заедница, демек да не ги прифатам. Морам да ги жртвувам за јас да бидам, нели, дел од тоа општество и да бидам прифатен. И за мене тоа не е удобна реалност, не сакам тоа да биде мојата реалност. Така што, например, трансродови лица, жени квир би требало да се исфрлат од равенката за да тоа биде вистинска опција. Така што мислам дека единствената реална опција е да се действува против системот,
за да се издействува нешто прифатливо за сите, мислам нешто што е праведно за сите. Така што капитализмот не може да остане ако сакаме да се создаде нешто ново и нешто поубаво. Добро, Косто, ти благодарам, толку имав да прашам. Ти да ако сакаш да додадеш нешто дополнително? Па бих посочил на младите квир да бидат поорганизирани и да ја пронајдат волјата да действуваат политички во нивниот локал. Фала ти. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.